Самопрогласени анархисти фрлаат молотови коктели од Атинскиот политехнички универзитет кон полицијата која се наоѓа надвор. Тие влечат клупи и маси од универзитетот и ги палат на барикадите. Според грчкиот закон за азил на универзитетите, полицијата не може да влезе во нив. Панос Цаклоглу, професор на Атинскиот универзитет за бизнис и економија, наведува дека на универзитетите имало насилни инциденти од одредени политички групи. On top of this, gradually we have several kind of criminal or semi-criminal activities that take place within universities. Новата влада сега предлага закон за укинување на ваквото академско светилиште, што беше дизајнирано за да ги заштити студентите кои протестираат и слободата на идеите, но зашто новата влада вели дека се користи како покритие за беззаконие. Од азил за заштита на идеи, за жал стана азил за беззаконие, вели грчкиот премиер Кириакос Мицотакис. Впрочем, анкетите покажа дека оваа тема е на врвот на вниманието на јавноста, заедно со економијата. Βασίλης Διγαλάκης, заменик министер за образование, вели. Πρόκειται για ένα θεσμό ο οποίος ουσιαστικά εμποδίζει την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, ακόμα και την διακίνηση των φοιτητών σε ορισμένα πανεπιστήμια και δίνει τη δυνατότητα σε πράξεις παρανομίας να συντελούνται μέσα στα πανεπιστήμια μας. Пратеникот на партијата Сириза и поранешен министер за образование Никос Филис пак смета дека законот за азил е синоним за грчката демократија. Υπάρχει μια ιστορική πραγματικότητα στη χώρα μας, όπως και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, για την κατοχήρωση του πανεπιστημιακού ασύλου. Και θεωρώ ότι είναι ένας επικίνδυνος αναχρονισμός, είναι αυταρχισμός το να λέμε ότι θα καταργήσουμε το άσυλο. Είναι σαν να λέμε ότι θα καταργήσουμε μια μεγάλη αξία της δημοκρατίας. Законот е наследство по воената диктатура што владееше во Грција меѓу 1967 и 1974 година. На 17 ноември 1973 година тенковски истрел во Атинската политехника уби десетици студенти. Овој закон беше укинат од социјалистите по големите протести за време на должничката криза, а повторно го врати Сириза во 2017 година. Во минатата недела неколку илјади студенти маршираа низ Атина против укинувањето на овој закон. Ние сакаме универзитетите да бидат отворени за целото општество, вели студентот Παντέλης Παπαχρόνης, δodavaјќи. Άρα λοιπόν σε καμία περίπτωση η λύση δεν είναι η αστυνομία να περιφρουρεί με κάποιο τρόπο τα πανεπιστήμια ή να χτίσει φράχτης, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε.